Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска 30 минути ќе направиме едно убаво шоу со музика и готвење, рецепт кој што можеби токму овој рецепт ќе ви се допадне за да си го направите и вие по завршувањето на нашата емисија, а можеби за време на викендот кога ќе бидете слободни. Знам дека ги пишувате рецептите, но се надевам дека ќе имаме таа можност која ќе ги имаме и во пишена форма, па да можете вие да се израдувате уште повеќе и да се потсетувате постојано како беа, но затоа, ако нешто сте заборавиле, YouTube каналот на кој што е емисијата Гответе со Дракче, можете слободно да си пишете и да побарате рецептот кој што вам ви се допаѓа. Откако ве поздравуваме вас, ценети наши гледачи, си ги поздравуваме пријателите на оваа емисија. Да ги поздравиме стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на рафтовите. Значи, дел од производите од стокомак кои што ги имаме на нашите рафтови, ги гледате самите вие. Јас велам како еден мал подсетник за нештото кое што можеби вам не ви дошло пред очи, а сега ете со нашава камера ќе ви дојде и така ќе можете да си го имате и вие дома. Инаку сите намирници и сите овие зачини, се што нам ни е потребно, се разбира доаѓа од стокомак и ние готвиме овде весели со песна. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од мини трговскиот центар МОС. Мини трговскиот центар МОС се наоѓа на Пластичарската улица, до мостот, се разбира производи кои што интересни апарати за домакинството, кои што ќе ви примамат очи и со задоволство ќе готвите во нив. Верувајте ми дека од едно обично, како што ги гледате овие убави порцелански садови овде на нашата масичка, па се до најскапите или најубавите садови за ручење, можете да си ги купите токму од тамо од трговскиот центар МОС. Значи не само апарати и се за домакинството, можете да купите и многу убави подароци и убави кутии за пакување на подароци, се за вашите летни тераси, за вашиот дом, за вашите детски соби, за украсување на вашиот дом со посебни ламби и се разбира убави лустери. Ете, посетете ги и ќе кажете дека сум вистински во право. Ке ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско се разбира најдобри на пазарот по сувомеснатите производи, кои што се неодоливи и јас многу пати велам, сите оние кои што не се одлучиле што треба да купат, нема да погрешат доколку си земат ПК Беско, значи земете си производ од ПК Беско, кој да го одберете, нема да погрешите. И да се навратам на стокомак. Заборавивме да ја кажеме она нашата најбитната, купувајте македонски производи, налепници со црвена боја, македонка на рафтовите во стокомак. Кога ќе влезете, тоа се посебни рафтови со налепници на стокомак и таму ќе си купите македонски производи. Купувајќи ги македонските производи, го стимулираме македонскиот производител. Јас велам берикетно нека е и ова лето господово, а за нас на здравје, на убавото јадење. Ете така. Поздрав до нашите пријатели. А нашите пријатели кои што јас ги повикувам овде да не забавуваат и да готвиме по нешто, многу пати кажувам, па и овој пат ќе кажам дека најбитно од се е позитивната енергија. Многу пати ќе кажат, па овој рецепт беше лесен, па другиот потежок, па не знам што. Најбитното е да ги видите вашите сакани ликови во кујна, како се снаоѓаат или не се снаоѓаат. Тоа е поентата на оваа наша емисија и повеќе да ве забавуваме. Овој пат сигурно ќе бидете израдувани затоа што за моја гостинка си поканив едно драго и симпатично лице кое што вие си го познавате, таа од мали нозе ја сака виолината, потекнува од големо музичко семејство и се надевам ова големо музичко семејство и понатаму ќе биде со членовите кои што ќе доаѓаат или под младокот уште поголемо музичко семејство. Нашата Оле.
Ајде, јас ќе си ја викнам нашата Оле, а Здраво, потоа ќе тетка кажем. Здраво, Злато. Добре ми дојде. Добро те најдов и ти благодарам на поканата. Ете така. Повели од оваа страна, не сакав да кажам, бидејќи сакав овде да го направиме муабетот. Ти си веќе мажена, имаш синче, еден лепотан. Да, баш лепотан. Да. По семејството си Здравковска. Да, по сопругот сум Шундик. Шундич, српско или по нашки Шундик. Не сакав да го направиме муабетот. Инаку, кога ќе те представам, ќе кажеме дека си ти внуката на дедо Наско. Така е, од него се потекнува. Дека си керка на мама Совче, дека си сестра на Огнен. И сето тоа, нели, едно внука на покојниот војко мој Зоран. Џорлев, кој што е легенда, која што ќе остане вечно во срцата на слушателите. Остави многу за ние исто понатака да прераскажуваме на нашите деца кој всушност беше он. И дека што ние учиме од него и мислам, верувам дека и нашите деца ќе учат од него. Како што кажав, дај Боже, ова музичко семејство да продолжува со новите членови. Покажува ли Малиот афинитети кон музиката? Малиов, искрено, кога беше помал, се плашеше од виолината, ама сега го гледам сам, ја зима, пошто веќе прекна година, 8 месеци, има 20 месеци, ја зима куферот, ми го носи, чека да му ја отворам виолинава и да свирам. Добро, се уште е мало. И сега ритам покажува, нешто го слушна песна, некоја одма игра. Не мора да биде виолината, може да одбере некој друг инструмент или песната како неговиот војко кој што сите сакаат да го слушаат оги. И го обожава да слуша опера. Малиов. Браво, одлично. Значи по Баба Софи. Па така некако. Браво. Ние ги поставивме овде макароните затоа што ти рече ќе правиш еден специјалитет од твоето либе. Да. Денес ќе правам паста арабијата, пошто мојот маж е готвач, професионален и баш нели кога ме повика во емисија, викам што може брзо да сготвам и он ми даде предлог дека паста арабијата е вкусна многу и дека брзо се спрема, така да затоа се одлучив за овој рецепт. Сега бидејќи јас морам да го повлечам капачето и ќе ти помагам, ќе бидам асистент, затоа што ти ќе имаш работа и со виолината и во кујната. Сега тука што треба да ставаме? Сега кромидот го ставаме, малце прво масло, маслиново ќе ставиме, Добро. Ајде. Повели. Вака. Доволно. Ако ни е потребно, ќе додадеме, нема и путерот заедно го ставаш со маслото? Не, путерот на крајот. На крај го ставаш. Затоа што некои знам маслиновото масло и путерот па не, путерот на крај ќе го ставиме. Добро. Ето така. Браво. Тука јас ќе бидам... Да, се ова малце нека се пропржи. Ќе го пропржиме, ќе му ставиме повисока... Во меѓувреме јас ќе насечкам пиперката, значи ставам една лута пиперка. Лута пиперка, внимавај потоа да не се фатиш за очи, за нос, да не ни бидеш љута од насмеано и убаво девојче, да бидеш љута. Морам да ти кажам дека, знаеш, самата вашето семејство е мое семејство. Така, и ние исто те чувствуваме така. Како блиски и најблиски. Можеме да се зборуваме со твојата мама по цела ноќ и по цел ден и да си кажуваме нешта што и после толку години пак ќе си ги кажем. Така е. Значи, убаво ни е. Да. Ни беше комшика, Оле, во нашиот Петровец, но... Да. Поради околности мораше да се вратиш во... Да се вратиме во аеродром. Да биде мама Совче... Па малце потешко, со Малиов. Навистина, стварно ни беше многу убаво во Петровец. И помирно, и зградата кај што живеевме беше преубава, стварно. Ама сега Малиов од кога се роди и малце ни беше покомплицирано, поготово кога почнав и јас со работа. Маш ми на работа, во Скопје работиме, јас сум професор нели во музичкото училиште Илија Николовски Луј. И превземањето на Малиов, од градинка е проблем. Да, проблем.
бидејќи родителите работат. Тоа е Така работа. да. А сега моите да ги малтретирам цело треба време. секогаш да бараат слободно време. Така е. Добро, убаво го исецка и пиперчето. Одлично. Мама Совче убаво готви. Да. Си навикнала, ете, да Овие готвиш. ги ставам тука. Така, може. Учеш или од неа, или имаш и самата така да сакаш да... Па искрено, јас тоа за готвење го имам повлечено изгледа од баба ми Грозда, покојна на Совче мајка ѝ. Она обожаваше да седи у кујна и да готви рецепти. И мама вика, ти вика желбава за готвење, од баба ти вика имаш. Мајка ми вика, јас вика готвам, од што морам вика да готвам, нели, пошто фамилија. Но готви е интересно. Но готви, интересно, стварно мама кој ќе сготви, значи тоа буквално прсти да излежеш. И да, ме интересира, нонстоп ја прашувам што како за манџи, поготово кога почнав да живеам со супругот пред 5-6 години, нели сами кога почнавме да живееме, ништо не знаев да правам, никаква манџа. Ало, повикај пријател, најдобар пријател мама. Да, така беше. Така да. Но мислам учам од неја уште. Оле, макароните ни се готови. Дзирни ги ако сакаш ти по твое, дали според твојата рецепта. Само ќе ми дадеш еве ти лажиче за да погледнеш дали според твојата рецепта се. Да, мислам дека се. Прозирни се веќе. Маш ме научи, значи кога ќе исечеме и ако вака е село варено, значи ако не е досварено, ќе има вака како едно бело крупче. Бело внатре. Па јас по прозирноста пак познавам. Добро, ова го повлекуваме, ти оди да си ги измиеш рацете, пошто да ти љути, а јас да си мешам тука, да не ти љутат од пиперката. Ете така, одлично. Убаво ни оди сега. Лажичката за макароните, можем и скроз да ги исклучам. Е така. Јас можам макароните скроз да ги исклучам, додаја и пиперката заедно, па ќе барам плейбек. Значи музика со тебе, со виолината. Ете тука додај ми ја пиперката за да полека и да паднат во кујна, може се да се случува, така да не е ништо страшно. Ете тука. Добро. Ајде, одиме тука во... Ние... Сега тоа нека се прша. Така. Шамалца. Ние ќе чекаме да биде ова готово и ќе бараме музика, виолинчето ќе ти биде предадено. Ете така. Да видиме, Оле, што си ни подготвила. Имаше таму, вика, леле, Оле, концерт ли ќе правиме, бе, душо? Имаше полно, многу имаше. Да, имам. Многу имаше. Да, имам, снимам, работам, настапувам нон-стоп. Јако да даде Господ да имаме концерт, да се радуваме. Дај Боже. Така. Да. Ајде, бараме ние музика, виолината е тука.
Морам прво да те пофалам тебе, а второ, големо благодарам на колегите во режијата за одбраната музика. Ова беше преубави две песни. Кои што на сите македонци ни го и подкрива дамарите. Така е, да, ова се стварно така што буквално како што кажа ни затрепирува душава од овие песни, Македонија во срцето те носиме. Па поубаво нешто има ли од сето? Нема, дефинитивно. Ајде Мило, сега шери доматите така? Да ги насечкаме. Добро. Затоа што јас ќе ги повлечам макарончињата овде и ќе треба да ги исцедиме. Да, ќе ги исцедиме. А ти прави си сега ова што треба да се додаде тука. Готово. Добро. Одлично. Очекував ми изненади, максимално ме изненади. Очекував класична музика дека ќе биде ова што ќе го слушаме, но ова ме погоди вака сега. Па да, јас многу во душата. Значи растена сум со македонската песна, нели народната македонска песна и иако свирам и работам нели класика со децава, ама сепак си ја негувам и оваа песна. Многу прекрасно нешто. Буди силни емоции, буди се во нас и некако многу посебно чувство ми беше, па затоа реков режија на вистина ви благодарам. Да. Браво за режија. Браво за режијата, ама и за тебе за отсвиреното. Тоа е прекрасно. Да. Еве, ова се можеме исто да ги додадеме тука. Повели. Значи шери домачиња да ги додаваме. Тие исто се пропржуваат. Малце нека се пропржат и ќе го додадеме лукчето. Повели сега ти тука и јас на другата страна, за да бидеме двете. Нели, сега пак јас ќе бидам асистент. Да, може. Да. Добро. И сега кажи ми што ново се планира во твојата музичка кујна. Вака, значи, ние сега со мојот состав одиме во Њујорк, таму ќе имаме концерт. Браво. Пред лани бевме Загреб, имавме концерт. 3 девојки, се колку сме? 4, да. 4, браво. А преку лани бевме во Истанбул. Тие се проекти кои се поддржани од Министерството за култура. И нели ние секоја година аплицираме, нели нормално ако не одберат, и одиме и концертираме. Инаку нели настапувам и сама, на зависност кој што сака, нели. Имам опција со пијано, виолина, пијано, клавир, виолончело, зависи кој што си сака, така е. Да. Одлично, но како и да е, прекрасно звучи. Да. Фала ти многу. Фала ти многу. Како да кажам, убаво е да се слуша. За душичката. Да. Поготово виолината, велат, виолината уме да те откорне до душа, вака натрешно. Да. Дедо ми Бог да го прости, Наско викаше, виолината е цар на сите инструменти. Ете така, и баш е цар на сите инструменти. Мислам, реално, најтешка е за изучување, затоа што таа нема како клавирот што е, нели, си има одредени дирки. И стискаш и таа дирка, овде само грифот е, жиците и немаш обележано каде треба, нели, прстот. Интонација да развиваш е многу добра, затоа што мораш да се слушаш дали свириш фалш или не свириш фалш. Дали ти е потребно сега доматниот сос? Може, да, сега ми го дадеш. Имаме време, како што вели режијата, за да забрзуваме. Готово. А сакаме и музика, сакаме се, па тоа е тоа. Толку е времето. Да. Ова на осмица е, да. Да, на осмица. Ќе биде брзо, што се сега ти потребно. Сакаше одмак до носот кој што е сецкан? Да, ќе ставам сега тоа. Повели. Доста е, не мора многу. Добро. Гледам што ти оди како постапка, за да можам да знам и јас, нели? Така е. Ова. Да. Рецептот на зетот. Рецептот на зетот. Да. Добро. Одлично. Да. Сега он ми кажа да не е многу течно. Да се згуснува. Да се згусне и затоа сега ќе ставиме
При крај кој ќе биде водата од макароните малце ќе додадеме. Да, затоа што самите макарони пуштаат скроп. Па јас среќа и не ги исцедив. Еве ти. Да. Можеме малку? Да. Како да одвоиме? Со кутлач. Со кутлача, со лажичка. Овој наш тостер ни е подпомагач тука. Ако. Добро. Ајде да се обидеме. Сосема малку ти е потребно. Среќа што не ги исцедив. Среќа, да. Да. Вака доволно е? Да, може. Доволно е? Или уште ти треба? Се више малце. Ајде ќе се обидеме, уште малце. Ете си имало тука процедура. Ето, супер. Добро. Одлично. Ајде. Се може полека зачини да ставиме. Што сакаш јас да ти вегета, биберче. Еве ни сув зачин. Супер. Еве ни бибер. Добро. Вегета уствари може, а и не мора. Јас некако махинално ова не е ми доаѓа. вегета, ова не е сув зачин. Сув зачин, да. Јас кучарек. Да, јас си го купувам истиот, ама навикната сум да си го како сув зачин и си го нарекувам вегета, а не пошто така е фирмата, него така називот. Добро. Што друго ни е бибер, потребно? значи ставаме. И солче малце. Еве ти сол. Супер. Така. Јас секогаш за сол малце сум така под. Сега путерот ми е чудно кога го додаваш. Путерот на крај го додаваме. Зошто? Во целата смеса? Да, значи кога ќе ги ставиме макароните овде, да, тогаш и путерот го додаваме. Добро. Да. Јас мислам, кога веќе се ни е на место, е да го побарам рецептот на денот, да прочитам што се нам ни е потребно и за да знаеме што готвевме. Да. Така. Рецептот на денот. Паста арабијата. 250 грама макарони, 100 мл маслиново масло, една главица кромит, 3 до 4 чешниња лук, малку магданос, една лута пиперка, 4 до 5 шери доматчиња, 200 мл доматно пире, 30 грама путер, едно пакување пармезан, сол, бибер и други зачини по вкус. Ете, сето тоа нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Јас тука сум си кај тавчето, а ти треба да си ја вршиш другата задача. Нема проблем. Инаку требаше да пишеме пастата на зетот. Да. Ново име. Ете така. Ајде да слушаме музика и ова да ни се згусне уште
Одлично, браво, браво, браво. Фала ти, детка Драгче, фала ти. Прекрасно и ова звучеше многу, многу убаво. Фала ти многу, ќе да оставам виолината само. Ете. Па ова звучеше толку убаво што јас дури едно време заборавив на тавката. Си гледав во тебе, ама среќа добро. Супер, не е загорено, одлично. сега тебе Сега те може чекам, да ги ставиме. бидејќи си ги прецеди додека читав рецептот. Да. Постави ги како мислиш да вака, треба. да, Дали ти потребно некое помошче? Па мислам дека не. Ако ти е потребно некоја Чекај, лажица, вака. лажица да ти додадам. Добро, одлично. Добро, не мора па и сите. Не мора сите, да. Ете Се така. зависи нели сосот како ќе. Добро, Искочи. доволно, одлично. Сега ќе ми дадеш пармезанот да го ставиме. Добро. Затоа сум тука и прашувалкото прашувам што, кога, како ставаш. Повели. Фала ти. Ми рече и шекерче ти треба. Да. Зошто ти е потребно шекерчето во оваа Шекерчето твоја? ми е потребно за да не се киселоста да се убие малце од така. нели салцата што ја ставаме. Добро, ете и тоа да го знаеме. Јас си Значи, подготвив. малце се става. И велам, чекај да прашам. Да. И тоа сепак нели на гледачите да кажам, тоа не си ќе си пробаш, ќе си вкусиш, нели, зависно дали треба да додадеш Да уште малце додадеш. шекерче или не, па ќе вкус. Одлично. И путерот сега ќе ми го путерот, дадеш. И да ти ги подготвам танирчето во кое што треба да сервираме. Добро. Се ни е под контрола. Да. Како што треба. Така. Или? Сега путерот да не се растопи и И тоа ќе е тоа. се сервира. Добро. Одлично. Ете, значи Мајсторе путерот те на бидува крај. мајсторе. Путерот на Одлично. крај се става. Не те запрашав виолината. Дали е таа твојата прва виолина? Не. Мојата Затоа што толку лесно си работиш на виолината, затоа те запрашав. Дали ова првата виолина? не ми е оваа првата виолина. Па се разбира, најпрвата Да. сигурно била играчка. Да, помалечка, Да, така. да. Оваа виолина искрено ја најдовме во подрум кај уше баба ми и дедо ми, тоест кај вујко ми Зоки ја беше оставена. Дедо ми на времето ја купил од негде за многу ефтини пари, али виолинава толку многу добро се погоди, значи стварно има и убав тон. Во моите раце нема да го има тој тон, ама во твоите го има. Ти благодарам, тетка Драгче. Да, добро. Сега вака ќе Ајде, ставиме добро. малце тука и ова ќе ни биде за после за За сервирањето. одозгора за Да. сервирањето. Добро, еве не, веќе сме тука на самиот крај. На крај сме. Опа! Јас рушам во мојата кујна, ти подготвувам лажица со која што полесно можеш да си сервираш. Да. Еве, повели. Ова е за љубители кои си сакаат лутко да си јадат, затоа што нели ставивме луто пиперче. Внатре. Да. И затоа Ето така. ребијата као лута паста е ова. Може овде да си ја поставиш веќе Одлично. тавата. Готови сме. Повели, еве ти помагам. Ала ти тетка Драгче. Помагам, еве ти Со душ. таа па може. Можеше полесно да ти дојде. Ајде, ево ова може да го Полесно за имаш. тебе. Веќе кујната ми е мене тука царството. Да. Чекај Царството. вака Да ставам го само исклучиме пошто овде. Веќе не ни е потребно. Одлично. Браво. Ти подготвувај си го сето тоа. Јас имам друго нешто што треба да подготвам. Ова сега може да искочат 2 мали порции. Ова сега ќе не знам, не мора да ги ставиме сите. Можеме да ја повлечеме. Ете така. Веќе бидејќи сакаш да ја доукрасиш. Да. Ете, повели. Уште малце пармезанче вака ќе ставиме од згора. Повлечеме. Ето така. И како велам јас, китката за украс. Да, за украс. Да, додадеме Така. горе, да изгледа поубаво. Исклучено е ова, но сепак, ајде, пак ли почна? Ни се љути? Ни се љути? Ете.
шпоретот. Готови сме. Одличен рецепт, убаво го направи. Обично подготвуваат предвремено пред да дојдат. Ти да не правеше синоќ истата паста. Пред некој ден ја правевме, да. За да биде вака убава. Нашите пријатели ти доделуваат подарок за ова наше другарување. Ова е од мини трговскиот центар МОС, внатре имаш ваучер. Да си купиш нешто што ќе те потсетува на оваа наша емисија. И ПКБ-ско ти доделува производи заеднички со твоето семејство да си ја гледате репризата на ова наша емисија. Инаку секој утро оди, но многу е рано, а сабота и недела ние репризите одат во 8 часот, што значи може да се гледа. Секако, да, така. Оле, ти благодарам, беше прекрасно. Ти благодарам и тебе од срце, со задоволство прифатив и секогаш ќе прифаќам кај тебе во емисија да доаѓам и нормално во Канал 5 телевизија. Се разбира, благодарам од се срце. Тоа беше нашата Оле и се надевам дека ви се допадна и музиката и специјалитетот. А ние сме заради вас секој ден заедно во истото време. 15 часот и 30 минути. Ве поздравувам и ве сакам.